Реџо Арифи живее и работи во Швајцарија. Заедно со семејството неодамна изградиле 2 куќи вредни половина милион евра, но наишле на проблеми со соседите. Не им дозволуваат на камионите што превезуваат материјали да поминат низ пат кој е јавен, што всушност е единственото решение, бидејќи овој пат е поширок. Тврдат дека патот е нивен, бидејќи го купила. Од документацијата што ја поседува Арифи се гледа дека неговото место има 2 влеза и излези кон улиците од населбата. Проблеми është që unë jem kretë me dokumentacion kretë në rregull, ama unë nuk më lajnë të ke portën makazan, këto që nuk lejet të shkoj me kamionet. Pse? Ta kanë treguar arsyeën? I thotë është private vetja, olla. Këto Republika Makedonia, unë kretë në rregull kum pagujt 6.200 euro komunal. A kur e ke the se ke kërku edhe prej komunës të vinë inspektor, çfarë tha inspektori? Vetë se erdhën, e pan, ke kretë plotësisht ke të drejtë, tha më nuk mundesh merresh vesh me këtë komshin këto. E tash ti je i detyruar për shkak të koqshiut që nuk t'jen rrugë që ti të kalojsh, ta bajsh me traktora. Ti ishte puna me kamiona do bëhesh të puna për një ditë. A kështu bëhet për një javë. Овој пат може да го користи секој според закон. Додека снимавме, дојде еден сосед кој тврди дека го купил патот и почна да го обвинува и тимот на телевизија 21 за дезинформации и друг. Unë ku mblije kita u fund do Me që ke blije? Me pare. Sa? Çepi këti 9000 frana. Te ke blije? Po, Ose shtetit ju e keni blije për njëri tjetrit? Телевизија 21 направи увид и обезбеди документи од катастар. Таму може да се види дека патот е во државна собственост. Во Законот за јавни патишта пропишано е дека физичките и правни лица кои спречуваат користење на државни патишта ќе се казнат со парична казна од 2000 до 3000 евра.